Почитуван премиера, почитувана госпоѓа Караджова, генерален директор на АД Европа, почитувани представници на медиумите. АД Европа е компанија чие делување представува јасен показател за успешноста на економските политики на владата кои се спроведуваат преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции. Мојата генерација израсна со препознатливите производи кои на Европа и го дадоа епитетот фабрика за задоволство, и токму затоа ме радува што оваа компанија се наоѓа во моето портфолио на инвестиции. Преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции ние создаваме доверба кај компаниите и ги стимулираме во влегување на нови инвестициски циклуси како што е примерот со Европа, која по завршување на првиот инвестициски проект во 2019 година го потпиша и вториот договор кој завршува на крајот на оваа година. Вкупната исплатена државна помош за двата циклуси изнесува над 14 милиони и 300 илјади денари преку мерките поддршка на пораст на капитални инвестиции и приходи и поддршка за зголемување на конкурентноста на пазарот. Ова е особено важно за АД Европа, која извезува на странските пазари во 26 земји на различни континенти, со што ја зајакнува нејзината конкурентност на пазарот со воведување на нови производи. Преку овој пристап, владата обезбедува поддршка за локалните компании за нивно интегрирање во глобалните вредносни зинџири, односно на нивната способност да креираат дополнителна вредност не само на домашниот пазар, туку и на регионалните и глобалните пазари. Воедно, уште еднаш како влада, покажавме на дело дека сме посветени и истрајни во нашата намера на транспарентен начин да ги поддржуваме домашните компании во нивните напори за унапредување на производството и конкурентноста, со што ќе резултира со отварање на нови работни места. Компаниите, како Европа, се наш локален производ и квалитет, кои извезуваат на светските пазари и ќе продолжат да се развиваат со партнерската поддршка на владата. Ви благодарам.